Стопената доверба на граѓаните во судството се отсликува пред судската палата во главниот град. Народот не им верува на судиите. Адвокатите не сакаат да коментираат. Ретко кој од најголемите судови во земјава, граѓанскиот и кривичниот, излегува задоволен од постапувањето на судиите и целата администрација. Странките што завршиле во судските лавиринти се препознаваат одалеку, зашто речиси сите имаат намуртени лица и хартии во рацете. Дел од нив не сакаат да коментираат зашто доправа чекаат на одлуките, а некои пак се крајно разочарани. Не верувам на никого, ни на држава, ни на суд верувам. Само може да се фатиме за рака и додиме да се фрлиме у Вардар. Го изгубив патот од не сакам да спомнам судиката, затоа што алтернативен пат ми даде што треба со хеликоптер и со дронови да луѓето што си купија плац од мојата нива за да дојдат до тоа. Долго време ли Долго, многу долго. Работните спорови се предолго. Мислите дека ќе се реши? Не верувам. Не му верувате? Не му верувам. Слушаме доста примери дека и покрај здрави аргументи дека некои одлуки се спротивни на правдата. Адвокатите немаат хартии во рацете, туку документите им се уредно прибрани во актовки. Камерата на Алфа ги збрка речиси сите адвокати кои излегуваа, но и оние кои имаа намера да влезат во граѓанскиот суд. Адвокатите, за разлика од странките, изгледаа уште понезадоволни и вешто ја избегнуваа камерата. Дискутабилно е тоа прашање. Се надеваме за подобро да постапуваат, за да се да изголеми довербата кај граѓаните. Има ли правна сигурност? Ретко кој од нив имаше храброст јавно да зборува за тоа колку судскиот систем на граѓаните во Македонија им овозможува правна сигурност. Некои пак се оптимисти, веруваат дека има надеж за спас и излекување на судството од бездната во која што е потонато. Судот за едни е мајка, за други е маќеја. Имаме ситуации каде што одговараат лица кои што се високи политички профили и таму имаме ослободителни пресуди, имаме амнестии, а таму каде што одговараат обичните смртници, имаме и такако високи драконски казни. Во оваа држава за кражба на 20 милиони евра од буџетот се одговара помалце отколку за кражба на 30 кебапи. За некои тука има и правна сигурност, има и правда, мислам правна во наводници, за нив правда, бидејќи општо не е правда тоа. За некого, например, нема ни правна сигурност, ни безбедност, ни правда, ни ништо. Последната анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ во мај ланската година измери само 2% доверба на граѓаните во судството. Неверувањето во судиите е поврзано и со волјата на судиите да се борат против корупцијата. Според ИРИ, во Македонија 76% сметаа дека судството нема волја или желба да се бори против корумпираните. Предходната, 2023 година, истиот институт објави дека само 1% од граѓаните имаат целосна доверба во судскиот систем и во обвинителството. Јавната перцепција за судството е хит последниве години со оглед на масовните скандали кои што го тресат. Владата најави реформи во правосудниот систем со цел да се врати довербата на граѓаните во судството. Според најавите, за неколку месеци треба да е готова нацрт верзијата на новиот закон за судски совет, преку кој што треба да се имплементираат препораките на ЕУ за спас на македонското судство.